Здраво на сите, повторно се вклучуваме од Жан Митрев клиника. Среда, 12 часот. Денеска ќе проследиме дел од еден курс на наречен напредна клиничка пракса за млади лекари во Жан Митрев клиника. Ќе влеземе во просторијата каде што тие ги следат предавањата, воедно и делот праксата која што ја подготвија нашите колеги. Ќе бидеме на почетокот малку тивки, бидејќи праксата е во тек, ќе видиме на што ќе наидеме и ќе најдеме неколку соговорници да го споделат искуството од она што се случува тука. Тука веќе се случува нешто. Ќе следиме дел од практичната работа. Ве припуштам на атмосферата. Инспириум и експириум. Доказ за ефективна вентилација. Што значи експираторно CO2? Затоа што може да го пумпате, воздухот си оди во желудник, кога ќе видите едно надоен желудник, после тоа ќе регургитира аспирационна пневмонија. Не. Океј, значи треба да прилепите убаво маската и да пратите на екранот дали имаме експираторна крива на CO2. Имате крива, вентилирате. Колку вентилираме со павулон? Панкурониум, првиот релаксант, што го кажавме на предавање. Тоа е во предавањето кажано, со друга 2 анестезија. Најдолго трае 40 минути и најдолг почеток. 3 до 4 минути. 3 до 4 минути. Има вентилација 3 до 4 минути за ефективна мускулна релаксација при ворот. Другите што ги спомнавме се од 90 до 120 до 150 секунди. Вентилираме, чекаме. Кога ќе видиме дека имаме адекватна мускулна релаксација, како го проверуваме тоа? Сме извентилирале, поминале 3 минути, 3,5 минути, 4 минути, имаме адекватна, предпоставуваме дека имаме адекватна релаксација. Како ќе провериме? Погласно. Значи со корнеален рефлекс. Добро. И? Нема рефлекс Добро. на кажува. Добро. И наједноставно ја тргаме, не, тргаме маската. Дали имаме протиставување од пациентот? Нема. Овој темпераментуларниот зглоб ќе биде Многу релаксиран. блага Не само тоа. дорзална флексија. Во лева рака анестетичарката, анестетичарот, асистентот ви го подава ларингоскопот и легуваме со скопирање. Како ви кажував? Десен раб према централно. Десен раб према централно влегуваме додека не идентифицираме епиглотис. Се навалуваме и бараме епиглотис. Добро. Значи, овде е многу битно да не се подпирате на зъбите. Точно. Оној лост од физика што го учиме, тоа овде не врши. Затоа што ќе имате повозрасни пациенти каде што нели парадентоза имаат, па зъби што се клатат и тука многу лесно може да направите екстракција на зъб. Ајде тоа што ќе се случи, него тој зъб може да отиде во трахеа, во дишни патишта, па да направи уште поголем проблем. Значи, ќе внимавате многу при интубацијата. Значи, ќе одите напред и нагоре со ларингоскопот, а не да се подпирате на Тоа предните... значи, овој потез веќе сте внатре и не го правите овој потез на лост, Значи, не се одма подпирате крцка на зъбите. зъбите, воопшто. Него одите тука, нанапред и вака. Тоа е тоа нагоре. Напред и нагоре. Вака се отвара. Врвот на А вака не. шпатулата пред епиглотисот. Сега ќе погледнете доктор Марко што прави и прво сите ќе го извежбате тоа, а после и со тубус ќе вежбаме. Така да видите како изгледа. Ајде прво да видите што е, како изгледа Епиглотис, епиглотисот глотис, и трахеа. отворот на трахеата. Напред. Тоа е тоа место каде што треба да влезе тубусот. Гласните жици. Гледате? Глотис, епиглотис. Еве следевме дел од она што се случува тука како практична обука. Со нас е доктор Тања Грамоса и доктор Тања, една куса изјава за нашите следачи на Facebook, што се случува?
Да, ова е едно предавање денеска, значи предавање кој што започна од почетокот на месецов, од 1 ноември. Ова е една група на млади лекари, туку што завршени, дипломирани млади лекари, јас би ја рекла група на ентузијасти, кои што сакаат повеќе да знаат, сакаат да бидат дел од оваа клиника, многу веројатно дека поголем дел од нив ќе бидат и вработени во клиникава, а сега имаат предавања, тоа се напредни предавања каде што ги имплементираме сите стандарди од JCI, значи за безбедност на пациентите, сите напредни стандарди за спречување на интрахоспитални инфекции. Ќе им бидат објаснете сите итни состојби што можат да се десат во текот на работата и исто така како да се доближат до научна дејност и медицинска етика. Значи се една група околу 35-37 доктори, млади доктори завршени, имаат секојдневна обука, часови, едукација од 8 часот до 15 и тие едукативни овие предавања ги одржуваат стручни лица од нашава болница, специјалисти. Од кои оддели, да речеме се? Значи, комплетно од сите оддели, од диагностика, од предоперативна подготовка, од вовед во анестезија, хируршки оддел ќе им биде, обработка на рани. Значи, за овој месец ќе имаат еден напреден курс, ја би рекла, образование и се она што за време на овие 6 години не им е покажано од некои причини при образовниот систем, така да ќе им покажеме како они полесно да навлезат во работата, што ги очекува тука како идни доктори. Какви профили ќе излезат после овој едномесечен курс? Да, тоа е и нивна желба. Има од нив што сакаат да бидат хирурзи, има интернисти. На мое задоволство има што сака да бидат и анестезиолози, така да има различни профили, највеќе интервентни кардиолози, хирурзи и анестезија. Да. Ви благодарам, јас ќе го украдам доктор Марко на кусо ако може. Доктор Марко, за сите оние што не следат на Facebook, што покажувавте на овие млади доктори и какво е задоволството да се работи со подмладок во нашата болница? Сега, со односно дека јас сум да кажам ето помлад во народници. Интересно искуство во секој случај, морам да кажам. Да стигнам до сами предавачето на помлади колеги. Во конкретниот случај им покажувавме, демонстриравме стандарден вовед во анестезија кај некардиохируршки пациент, односно вовед во анестезија, ларингоскопија, поставување на тубус, сите можни компликации кои може да ги предвидиме при стандардна интубација, намалување на тие ризици и безбедна анестезија на кратко. Да, од ваше искуство со каква наобразба знаење доаѓаат овие млади доктори и со какво излегуваат после овој курс? Искрено, дали учат многу овдека од практичните совети ваши на докторите кои што работат? Со однос на тоа дека верувам дека голем број дел од нив се науки, значи скирили методи. Од моје лично искуство има пракса, али конкретно за анестезија, праксата за ларингоскопија, интубација, сите доктори добиваат на почеток на специализација. Што по моје треба да се смени со оглед на тоа дека имаме итни загрозувачки состојби што не имаат потреба секој што да анестезиолог, не имаат потреба само од обезбедување на дишен пат. Така да, по моје лично искуство треба голем број од докторите при основно пружање на брза помош да знаат и најосновниот метод за одржување на дишен пат. Така, што нуди Жан Митрев клиника после ова? Па им нудиме конкретно практична едукација, сите да пробаат што значи ларингоскопија, интубација, поставување, обезбедување на дишен пат со попрости и со покомплицирани средства за одржување на дишен пат, со самото тоа да се способни да го обезбедат тој дишен пат, односно еден од ABC состојбите при реанимација, airway breathing circulation. Дали гледате потенцијални колеги во овие млади луѓе? Па да, морам да кажам дека цел ден од Савајлето што со нив има предавања, има заинтересирани за полно области, така да мислам дека имат голем потенцијал. Со оглед на заинтересираноста што ја дават и основните знаења. Ние ќе ја проследиме уште малку оваа обука, овој курс и ќе анкетираме некои од нив да видиме другата страна како го коментира се тоа.
отворот на трахеата и таму тубусот. Сега ќе ви кажеме и за тубусот, големина, видови на тубуси, помагала за одржување. Еве тука во оваа група е доктор Моника, здраво. Вие сте дел од тимот кој што денеска обучува, денес практично покажува како е искуството да се работи со Да, моите. јас сум дел и од оваа едукацијска школа. Веќе 9 месеци ја обавувам мојата пракса тука, мојот стаж. Дипломиран доктор сум по општа медицина. И морам да кажам дека навистина е голема шанса, големо искуство ваква едукација што се спроведува сега и за нас и конкретно за сите други млади доктори. Нешто поразлично е за разлика од досега тоа што сме го имале во други установи. Нешто ново и морам да кажам дека и за време на мојата работа тука ние постојано имаме интерни едукации од целиот персонал, независно дали од докторите, од сестрите и се вкупно, значи. Имаме поддршка потполна, работиме тимски. И нашата цел секогаш е безбедност на пациентите. Значи да бидат тие задоволни и ние да можеме максимум да се дадеме ние и да пружиме квалитетна нега на пациентите. Да ви да кажеме дали буквално секој кандидат ги пробува сите вежби. Да, да, гледам дека има иницијатива од нашите колеги, сите сакаат да се вклучат активно и секако дека секој кој што сака си вежба и има шанса, значи, да го оствари тоа. Да, ти благодарам. Ние продолжуваме да следиме. Да, еве имаме тука еден млад доктор. Како се чувствувате во Жан Митрев клиника и како се чувствувате конкретно на овој курс што сега го следите? Па супер, чувството е одлично, значи ова е нешто поразлично од додипломските студии, она таму што сме го имале, мислам да го научиме, праксата тука е друга. Од сите аспекти имаме, значи предавања, практични вежби и многу сме задоволни. Дали може да се каже дека се надополнува онаа празнина од пракса што ја немавте можеби доволно Да, во значи сегашното образование и едукација? Така е, значи се надополнуваат оние сегменти кои не ни се доволно обработени, да кажем, до дипломските студии и Конкретно како млад човек кој што ја посетил нашава клиника, ваши импресии за сето она што го прави нашиот систем функционален како Жан Митрев клиник, од персоналот до сета опременост? Значи задоволни сме од условите, значи современа клиника, од целиот тим што работи во Жан Митрев клиника, значи од сестри, од доктори, физиотерапевти и се останато. Значи нивниот пристап кон нас, соработката, цело знаење и што ни го прежуваат. И прифатливо. Ви благодарам, ве оставам да доследите обуката и тука сме ние уште известно време. Стигнавме до моментот. Дека сестрата анестетичар ви подава Подавала хемоскопот, пациентот релаксиран, спремен за тубус, нежно лекуваме. Гледаме епиглотис. Сестрата дека подаде во десна рака. Во зависност од големината на пациентот имаме формула за одредување на големината на дишниот пат. И се поставува, само малце немаме лубрикант. Зашо живиот пациент има слузница, што е нормално, нели, полесно за ставање. Од која ќе оставиме, значи, тубусот, конектираме на машина за дишање, кај нас тоа ќе биде амбуто. Тука амбуто ако исто, значи, како апаратот за дишање. Претходно имаме кап. Зашто е капот, дали знаеме? Точно, значи се дува кафот, имаме кап манометри кој што точно изгравирано колку треба да биде притисокот на кафот, затоа што прекумерна инфлација на кафот може да направи исхемија на слузницата на трахејата. Го дуваме кафот како протекција на дишниот пат, конектираме, нели имаме конектор, сега немаме тука апарат за анестезија и почнуваме да вентилираме. Потврдата ќе ни биде експираторното CO2 на мониторот дека сме таму
подигањето на градниот кош, за потврда аскултација. Најчести грешки што се? Не, кога сме внатре, веќе во трахеа. Воедно било тогаш треба ќе слушнеме дишење само од едната страна. А зашто десно? Некој кажа десно, зашто десно? И аголот под што Аголот е 25 степени е десно, 45 е лево. Најчесто дешавка е премногу длабоко поставен тубус, слизнува во десна трахеа и имаме еднодробна вентилација. Пополека го извлекуваме тоаш тубусот во тој случај, аскултираме дали имаме Значи прво ќе дишите дали има дишење. Разбирате, затоа што е вака млади лекари. Тука се одјавуваме од курсот, ги оставаме младите доктори и нашите колеги да го продолжат. Тој трае наредните денови. Благодарам што не гледавте. Доколку имате прашања, коментари, слободно поставете и ние ќе ги одговориме на вашите профили. Следете на истината среда со уште едно вклучување во живо. Пријатно.